Почитувани мои, добар ден. Стартуваме со нова работна недела, но стартуваме и со новото понеделничко издание на Црвена линија. А еве зашто ќе говориме со вас. Пред точно 6 години на 17 јуни 2018 година во малото село Нивици на брегот на Преспанското езеро од грчка страна, Скопје и Атина го потпишаа договорот од Преспа. Подписници беа тогашните министри за надворешни работи Никола Димитров и Никос Кодзијас, а во присуство на премиерите Зоран Заев и Алексис Ципрас. Посредникот во преговорите Метју Нимиц, поранешниот еврокомесар за проширување Јоханес Хан, поранешната висока представничка на Европската унија за надворешна политика и безбедност Федерика Могерини и други високи меѓународни представници. 8 месеци по потпишувањето и откако беше ратификуван во нашето собрание и во грчкиот парламент. Договорот на 12 февруари 2019 година и официјално стапи во сила. Македонија се обврза на промена на името и тоа за севкупна употреба, а Грција го призна постоењето на македонскиот јазик и народ и ја поддржа Македонија на патот кон евроатлантските интеграции. На решението му претходеа преговори што трајаат цели 27 години. По договорот од Преспа станавме членка на НАТО, но Европската унија се уште е далеко. Она што денес ве прашуваме во Црвена линија, дали според вас договорот од Преспа ги исполни очекувањата? Секако имаме и прашање плюс, но тоа ќе го одговорите ако не заследите на Инстаграм. Поточно, по заследувањето веднаш кликнете и на Инстаграм стори. А таму ве прашуваме дали сте задоволни од бенефитите што ни ги донесе Преспанскиот договор. Тоа значи дека имате две опции за одговор, гледате, треба да кликнете на вашиот одговор, дали е тоа да или не. Ќе пресметаме во проценти и секако по рекламите во денешно издание на Црвена линија, впрочем како и секогаш ќе ги соопштиме резултатите. Но во продолжение се разбира, за да се подготвиме и загрееме и јас и вие, за темата за која што најмногу сакаме во живо да дискутираме со вас, да го погледнеме и прилогот на Огнен Чанчаревиќ. Договорот од Преспа е жив доказ дека и најтешките спорови може да се решат кога лидерите го даваат приоритетот на поголемото добро пред се. Ова е пораката која денеска испрати Венко Филипче на дводневната меѓународна конференција за мир и одржлив развој што се одржува во Атина, а по повод 6 години од Преспанскиот договор во организација на фондацијата Заев, Едно општество за сите и Институтот Алексис Ципрас. 6 години по подпишувањето на Преспанскиот договор во селото Нивици, со кој се затвори речиси 3-деценискиот спор со Грција, се уште има обврски кај двете држави кои треба да се имплементираат, а договорот се уште предизвикува тензии меѓу Македонија и Грција. На 17 јуни 2018 година свој подпис на договорот од Преспа ставија тогашните министри за надворешни работи Никола Димитров и Никос Кодзијас, а до нив стојаа тогашните премиери Зоран Заев и Алексис Ципрас. Првите честитки дојдоа од посредникот во преговорите Метју Нимиц, поранешниот еврокомесар за проширување Јоханес Хан и поранешната висока представничка на Европската унија Федерика Могерини, кои беа присутни на брегот од Преспанското езеро. На 12 февруари 2019 година договорот стапи на сила. Согласно договорот, Република Македонија го смени уставот и името, стана Република Северна Македонија и беше примена како 30-та членка во НАТО алијансата, но остана пред вратите на Европската унија, иако едно од бриселските ветувања беше прием. Македонија исполни голем дел од обврските од договорот. Покрај промената на името и уставот, ги смени имињата на државните институции и министерствата. Следува менување на патните исправи и личните документи, како и регистерските таблички. Според шефот на дипломатијата во заминување, Бујар Османи, останува преименувањето на МАНУ и на Македонската радиотелевизија. Кај Грција пак ситуацијата е обратна и голем дел од обврските не се исполнети. Трите меморандуми за соработка подпишани во 2019 година и доставени во грчкиот парламент во септември 2020 година се уште не се ратификувани и покрај тоа што опозицијската Сириза минатиот месец по втор пат ги достави на усвојување. Не се променети сите сообраќајни табли во Северна Грција и не е одржан вториот совет на високо ниво, кој според договорот треба да се одржува еднаш годишно како надзор над спроведување на обврските.
Договорот беше најавен како форма за мирно решавање на спорот меѓу двете држави, што делумно и се случи. Сепак тензиите меѓу двете држави не исчезнаа и особено се засилија во последниот период по инаугурацијата на претседателката Гордана Силјановска-Давкова во собранието, каде го користеше старото име на државата Македонија, и идниот мандатар Мицкоски, кој има идентичен став, дека го почитува договорот од Преспа, но има лично право како да ја нарекува државата, на што жестоко реагираше официјална Атина. А ние во Црвена линија очекуваме да ве има како и секогаш во голем број. Се разбира, сакаме да го слушнеме вашето мислење, особено одговорите на прашањето едноставно дали договорот од Преспа ги исполни очекувањата. На 02-307-0005 се разбира дека очекуваме да го имаме и првиот гледач, може би гледачка, но и напомена како што и секогаш бива да се намали целосно тонот на телевизорот, за да подобро се слушнеме, да немате чувство дека не сте вклучени или уште полошо да не мислите дека некој друг зборува наместо вас. Како и да е, ќе ве охрабрам пред вклучувањето да ги користите и социјалните медиуми, особено Facebook, нашата страница се подразбира Црвена линија, објавена е темата, па таму преку коментари и споделувања се разбира да земете активно учество во ова денешно издание, но и по завршувањето на емисијата. Ќе ве потсетам да го заследите и профилот на Телма телевизија на Facebook, каде што редовно ги објавуваме темите. Па да видиме дали го имаме првиот гледач или може би гледачка. Добар ден. Добар ден. Голем поздрав до вас. Се слушаме, така? Да, повелете, дали ги исполни очекувањата овој договор според вас? Види, договорот од наша страна заедно со предавниците што побара грците се исполнува. А од другата страна не. Отворени се листите таму и чекаат да не уништат скроз, тек тогаш ќе се исполни целосно. Но ја би се запрашал за македонскиот народ и сега владава, сите да станеме да го поништиме то. Зошто? Затоа што референдумот не беше успешен, народот не се согласи. Тоа е една работа. Втора работа, кога беше во парламентот и тука не се изгласа, ваѓа затвореници, се вика боле ќе одам ќе потпишам со двете раце него да скапувам у затвор. И дојдат да потпишат. И то не е валидно како што треба. Дали се свесни тие што прават? Кој договор? Што им смета на грците? Зборот Македонија, тие ги чистија македонците од таму. Се знајди Втора светска војна, англичаните и американците што прават пустош, тоа сакат да го оправдат од таму Македонија да не постоат. Со задни намери Америка, Англија и Европа стојат против тоа. Што се накумиле кај нас? Дали има друга држава вака што ја прават за идентитети, да ти менјаат име, да ти менјаат шахти да брусат, не знам што, ти реков ми рече. И овој народ наш не знае да се освести, да стани, да си се одбрани. Зато луѓето ги повикувам да се прекини договорот со нив и точка. Зато со нив, со пирамидата од... Ке посетам, само внимавајте на тајмерот, 90 секунди одбројува за едно излагање. Ке се заблагодариме секако за вашите одговори и секако ќе побараме да продолжите да не следите, за да слушнеме понатаму заедно што ќе одговорат и останатите гледачи. Добар ден. Ало, добар ден. Малку погласно, ако може. Ало, добар ден. Добар ден. Па и Па видете, ако Тина, како го гледаме договорот, така размислуваме. Ако го гледаме од лична перспектива, лоше. Ама ако го гледаме како општествено работа, тогаш не знам што да речем, да ти кажам право, за да сватиме реалноста. Од една страна, кога имате тема за наталитетот и за кај оди државата, кај одат младите, кукаме, немаме наталитет, немаме у школство, младите ни избегаа на запад. А од друга страна се инатиме, сакаме да ги блокираме сите процеси кои даваат малце здрак, надеж државата да тргне во некој правец. Речеме, сакаме да се бориме против криминалот, ама никако не сакаме да ги почнеме преговори, само ја блокираме државата. И сега одеднаш ќе го менуваме договорот. Нема проблем. Еве го рек, провелете, договорот е донесен у собрание, сега опозицијата што го критикуваше, сега пострамежливо го прифаќа дека е реалност, има мнозинство, таму де својете вршите притисок на парламентарците, нека го поништат договорот и да завршиме една таа приказка, па да видиме кој ќе го поништи договорот.
Знаете зашто? Ако прашате Нисто Никовски, дали договорот е добар, он ќе ви каже лош. Ама ако го прашате колку си му взимал плата кога бил советник во влада, очи ќе ви извади. Од таквите ние си патиме. Дали ме разбираш? Децата им се на запад, сместени све комплетно, али овдека се они против изиграваат патриоти. Ај ке ве молам, одете од другата страна на границата и прашајте ги. Благодарам за учеството и секако за одговорите и само подсетувам, еве додека сме уште онака на почетокот на црвена линија, внимавајте на тајмерот 90 секунди и секако доколку сакате да се доискажете, впрочем додека траеме сосема еве ве охрабрувам и да го завртите повторно телефонскиот број 0230700005. Продолжуваме со вас. Добар ден. Добар ден. Го намаливме ли тонот на телевизорот? Да. Да, одлично, повелете. Вака ќе кажам јастина, што се однесува до договорот во Преспа не е добар. Значи, сите знаеме дека не е добар. Нели беше НАТО добро и да влеземе во Европска унија. Мислам да преговараме за Европска унија, ништо од тоа. Јас тоа вака го прифаќам. Значи, 20 на години, таму како е 2,5 децении се бунеа сите, суди и правници и така натаму и министри и сите, испадна дека, знаете приказната со таткото судија која син му почнал да студира, да биде адвокат, кога го исекол крувчето и му рекол, абе тато, јас ја завршив работата, го исеков крувчето, така е. Меѓутоа таткото му рекол, абе синко, јас од тоа крувче тебе те донесов до оваа позиција. Значи, дојде еден Заев, потпиша што потпиша, и Димитров нормално со него, што татко му кажа да му се исуши раката, меѓутоа, ајде, греото е, нека како што е. Меѓутоа, со Крушчево што го исекоја Заев и Димитров, не направија ништо. Сега треба. Нормално е дека треба сега да се направи нешто што може да го врати овој договор и да го поништат овој договор и дека е најдобро да се поништи овој договор. Или нека ни дадат преговори во Европска унија, а не сега почна и бугариве да кршат некои копија тука околу ова. Дали сме вакви, дали... Така, благодарам многу и вам за учеството во црвена линија. Одиме понатаму. Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Ало, добар ден. Во црвена линија сте, повелете. Да, се слушам. Ве молам, намалете го целосно тонот на телевизорот, затоа не можеме добро да се слушнеме. Добро. Ете така, тоа е многу важно за да не ви доцни ни звукот. Дали може да го вратиме тајмерот, ве молам? Дали се слушаме со гледачот? Се слушаме. Операторот не го врати тајмингот, али не е проблем. Еве го вративме, готово, почнете. Фала. Па, вака да кажам, јас мислев дека овие од СДС се многу паметни и да му е алав, ги зафркнаа грците, направивме договор, дадовме некоја придавка таму, влеговме у НАТО, секоја чест, сега слободно можеме да си го вратиме договорот, затоа што Европа не сака, се гледа дека не сака. Не знам таму дали имаше клаузула 5 години, ако за 5 години не ги почнеме преговорите, пропаѓа договорот, тоа е ништовен. Тоа подобро го знаат правниците и не се сомневам јас дека председателката и господин Мицковски ќе го средат тоа, да најдат таму точка некоја што не се совпаѓа и договорот слободно може да се поништи. Во тоа дали исполнивме, предавниците почнаа шахтите да ги брусат, химната да не ја пеат како што треба, Гоце Делчев и ова она, а грците, јас сум секој викенд таму. Првиот излез Скопја, па третиот е Фиром уште. Има ли некој од тие предавници да му каже таму на Мицотакис и на другите дека... Благодарам многу за вашите одговори во црвена линија. Одиме понатаму. Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушаме, повелете. Се ве молам. Ало. Ве слушаме? Дали се слушаме? Да, повелете. Да се разбереме.
Мајка ми е родена у Нивици. Татко ми почина во Грција Ристо. Јас сум роден во село Раби Леринско. Живеам во Македонија, дете бегалец. Што сум ја? Сега живеам во Скопје, во Буто. Што сум ја? Зашто бар не ни го признаа национално, не ни ја признаа дека сме ние македонци? Ајде го смене, што го смене името. Зашто не признаа дека сме македонци? Во Грција има најмалку 1 милион македонци, најмалку. А во Бугарија има 3-4 милиона. Докаде кидеме ние со оваа работа? Докај кидеме со нашите власти ние? Да ми одговорат надлежните органи што сум ја сега. Живеам во Буто 1, татко ми е погребан во Грција на име грчко име Христос Константинопулос, мајка ми тука е погребана, што сум ја? А еве и ова прашање, со оглед на тоа што е потпишан договорот во Преспа, ги исполнили очекувањата? Добро, ќе ве молам, кога би имале вие прилика. Благодарам многу за вашите одговори. Секако ќе подсетам 90 секунди, само внимавајте на тајмерот, се разбира, затоа и го објавуваме на екраните, за да можете горе-долу да имате можност да мерите како одминуваат секундите во време на вашите одговори. Добар ден! Ајде, поштовање, Тина. Голем поздрав до вас! Ајде, јас да фрлам некој лав муабет. Па, не повеќе е муабет и одговори, отколку што е лав. Зборено, презборено за ова тема, него јас вака би кажа по моје. Значи, знаеме на каков начин е изгласено за Преспанска за името. Мицковски сега се оформи влада, тој се оформи 8 недела дена да изгласат, да почне со работа, економијата и после 2-3 месеца да даде референдум да се смени името. Јас сум 64 години, дај Боже да доживјам, тоа Господ ке каже, мора да си го вратиме името, ја да си го вратам, јас сум македонец, Македонија. Би ве замолил сите телевизии, значи во координација сте, да одите на граница со сите репортери, со камери, да ги пречекате гробарите на македонштината. Од Атина што ќе дојдат Заев, Филипче, Бучковски, не знам дали и Димитров отидат. Едно помпезно да ги пречекаме. Овозно го кажам, заслужуваат. Македонскиот дух го уништија, македонштината ја уништија. Знаеме на каков начин. А може, нека не се плаши Мицковски референдум, нека се даде, мора да се смени името. Се служил тој пред мене е Геецот, тој второ средно колено, кој е Геецко? Македонец е. Не може како ќе му... Благодарам многу, подсетувам, внимавајте на тајмерот. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Се слушаме. Циглата од пирамидата од Египет ја донесо и направи темел кај нас. Сега ќе се врата малце подалеку. Американците, кога ратува со, речи ги со ова, ми избега, со Виетнам, се јавија и таму предавници како нашиве, исти предавници. Ко заврши војната, американците се повлеко, предавници вика, ние што ќе правиме сега, а не вие ќе си седите тука. Ама ние сега, знаеш со вас, ништо тука. Така овие нашиве предавници, сега да му затворат границата, да не идат више назад, дека се седат таму. Тоа треба да им го направат. Држава не се прави секој ден. Дали размислува што направија тие? Го избриша тој дел, се овај го бришат овде, ова парче. Ајде, ви се чини дека и овој договор од Преспа ги исполни очекувањата, поради кој што и беше скучен. Какви очекувања? Прво, ако ги исполнеа, барем да важно, барем да влезем на Европска унија. Нема шанси да влеземе таму. Треба да не уништат скроз да избришиме се, тек тогаш може би нешто ќе има, кој ќе си селиме сите таму, што вараме во Европска унија. Сите ќе отидеме.
Тоа е срамота ова што го прават. Народов пак е виновен. Народов требаше се дигниме штрајк, да затвориме се и се што. На која земјина? Благодарам многу за јавувањето. Добар ден. Здраво. Здраво, поздрав и до вас. Поздрав. Па види вака, овој договор само една работа исполнил. Желјотека на светскиот, не на светскиот, на планетарниот силеđија и насилник. Америка. United States of America, или Обединети Американски држави. Воедно на Британија исто така им ги исполњава желбите и честитите и нормално стварно нашиот најголем непријател, значи најголем непријател од што држи периодот пред 2000 години, 3000 години скоро. Тоа е таа желботека. Енаку ние сме тешки лузери, тоа убаво ги спомна човекот овие предавници што треба кога се појават на граница да ги плюкаме, да ги вреѓаме, да ги омаловажуваме и не ни говор на заслужуваат нешто насилство, ве подобро. молам. А има горе-долу дали се исполни очекувањата од овој договор? За нас македонците ова е погребално. Значи ова е смртна пресуда. Убиство е на македонецот и македонштината. Енаку кажавме чиви желби се реализирани, значи на хегемонот. Хегемонот сите е нашиот стратешки партнер што се наоѓа горе на Калето, кој ден денешен нисто не ги диктира условите како тука, па не гледам и по бели свет дури на голема Русија и се закани преку Украина дека ќе ја уништи и ќе ја срози. Ја мислам дека ќе си го скрши носот таму, беше тргнал. Ајде. Благодарам за учеството во Црвена линија. Добар ден. Добар ден. Одлично ве слушаме, повелете. За разлика од сите кои што се кријат, кои зборуваат, јас ќе кажам кој сум. Јас сум Васко Курајчки Јосифовски од Трновци Битолско и мојот став околу предавството во Нивици е ваков. Во Нивици не се случи договор, се случи велепредавство. Во Нивици се потпиша нешто што никој нормален не би го потпишал. Во Нивици се случи да се избришат 3 региони од Македонија. Тоа се Егејскиот, Пиринскиот и Мала Преспа, и да остане само она што денес го имаме како Македонија, дури и тоа начнато со на Северна Македонија. Не навлегувам во тоа што сум очекувал, не очекував ништо од тоа. Меѓутоа, би сакал да кажам дека времето за чекање кај македонците е завршено. Европска Унија нема ни теоретски шанси да не прими, затоа што Европска Унија со нас сака да си го избрише образот за она што се случувало 1948 година и годините наназад пред тоа, за да се врати она што е наше. Доволно е таму да се организира. Ке подсетам 90 секунди од бројува тајмерот, ке му се заблагодарам секако на гледачот и се разбира додека трае Црвена линија и ве охрабрувам сите вие кои што сакате дополнителни 90 секунди, завртете го повторно нашиот број. Добар ден. Добар ден. Повелете. Добар ден. Видете, ме слушате, не? Да, повелете. Договорот од Нивице е едно нужно зло за македонскиот народ. Нужно зло мораше да се случи некаков договор за да влеземе во НАТО, што е најголемата придобивка. Дека не е добар за македонците, во секој случај не е добар. Меѓутоа диктира други. Сега, човекот што се јави, што е, дали е во што живее во Бутел, од Егејска Македонија. По нашки речено, тој е егеец што живее во Северна Македонија. Иначе тој сигурно е роден со грчко име и презиме, пошто роден бил во Грција. Сега што е, тој си знаеш како се осеќа, тоа ќе си биде. Не може некој да му каже што е. Кој може мене да ми каже што сум и во Грција? Македонија сум и готово, ништо така ми пишува. Дека е нужно зло, дека не го сакаме, не го сакаме. Еве шанса сега,
може да се смени или да се поништи. Пошто на сите митинзи беше кажувано дека договорот ќе се поништи или не знам што ќе се преправи. Еве шанса сега многу да не глорифицираме, што ти ја знам. А инаку овие што велат дека ќе се поништи и треба да се поништи, ги обхрабрувам после поништувањето на договорот да се јават доброволци за чување на границите. Зашто во Бугарија има каракачанови, во Србија уште има шешељовци, во Албанија не знам како се викаат, во Грција вице така. Благодарам за учеството во Црвена линија и најверојатно денес ќе мора повеќе пати да укажеме да внимавате и на тајмерот 90 секунди. Добар ден. Ало? Повелете, ве слушаме, во Црвена линија сте. Ало? Ве слушаме, во Црвена линија сте. Се јавам од Кавадац. Поздрав до вас. Јас сум роден во Народна република Македонија. А оваа територија, каде што сум роден јас, дали била Македонија или не знам јас. Тоа најмногу знаат историчарите, кои направија многу ршум од оваа наша Македонија. Сега ги слушам сите коментари. Била наша Егејска Македонија, била Пиринска, била вако. Ние, како држава, како Македонија, постоиме од кога се формира Југославија. Така да нема што да коментираме. Некој нека ми каже кога прв пат Република или Македонија има држава. Кога прв пат се слуша држава. Та ние, како територија, слушаме коментари, дури до Солун, или имаше историски вако коментари, да речеме дека и Солун бил наш. Но, дали има некогаш Македонија како држава? Сум слушал за Србија, од тогаш постои. Ајде, според вас, дали овој договор ги исполни очекувањата? Овој договор по се изгледа ги исполни. Оти немаше друг начин. Така, благодарам многу за учеството и за одговорите. Добар ден. Ало, добар ден. Љупчо, повторно вие. Да се доискакам, мислам сега по-конкретно. Застанав, замолив, додите од другата страна на границата и тамо да ги прашате луѓето што тие мислат за договорот. Зашто од оваа наша страна, знаете, ние имаме лукративни причини заради функцијата која обавуваме. Јас себе јавно ќе ве повикам една друга истрага да направите. Ајде да видиме колку македонци се откажале од македонското државјанство за да земат грчко. Да тргнеме и по таа трага. А знаете зошто. Јас само ги знам петорица. Пазите, 83-та година јас завршив средно школо. Професорот што ме тестираше на матура, 85-та година ми покажа грчки пасош. И сега сакам да прашам, ајде да направиме истрага колку македонци. Знаеме ние 70-ти години колку дојдоа повратници од Чешка, од Словачка. Ајде да видиме каде се. Каде се луѓето? Колку станови се дадени во Топанско поле на повратници во Тетово, ваму таму? Ајде да видиме кај се наследници на тие луѓе. Само да не се изненадиме. Знаете, лесно е да се маваме во гради, ама тешко е да сватиме вистината. Дека ние сами ја уништуваме нацијата. Затоа што ги сечеме гранките на кои седиме, а не правиме ништо за да тргне нацијата напред. Со намален наталитет, со бегање на младите, нација не се заштитува и со инатење. Тежок е, да, договорот можеби неприфатлив, но тоа е патот што мора да годиме, затоа сме дотерани у зид. Немаме ние друго чаре. У калта сме до гуша, додека ние заглавни у калта, некој на тоа продавање патриотизам се збогатија. Благодарам за јавувањето повторно. Добар ден. Добар ден, Дина. Повелете. Не мораме ништо. Затоа што никој не втера во зид, самите си го направивме тоа. Поточно не ние како народ, тоа го направија политичарите, а ние може да се каже дека сме соучесници, затоа што како народ премолчивме. Се за да им биде на сите јасно што се случи во Преспа, еве наједноставно ќе се обидам да објаснам. Значи, за време на Југославија и за време во Македонија до Преспа беше уставно во извод од матична книга да пишува на тој датум се додал матичен број на Тина, македонка, од татко, тој, македонец, мајка, таа и таа македонка. После Преспа тоа го нема. Дали некој се запрашал зошто?
затоа што Преспа ги исполни очекувањата само на Грција. Со член 7, став 2 и 3 се избриша македонскиот народ. И затоа денес вие не можете да извадите валиден документ во кој што ќе пишува дали сте македонец или не. Ако нас државата веќе не третира како македонци, на која држава ние да се обратиме сега? Која држава ќе застане зад нас да каже да, вие сте македонци, бујрум, повелете документ. Нема такво нешто. Нека го прочитаат сите убаво член 7 став 2 и 3. Значи овој договор не е договор, ова е предавство. И сега уште само ќе бидам многу краток. Луѓето велат Грција не исполнила ништо. Грција може да исполни се, затоа што Грција исполни, доби се што сакаше. Благодарам за вклучувањето во Црвена линија. Продолжете да не следите. Да слушаме нови одговори. Добар ден. Добар ден. Во Црвена линија сте, повелете. Поздрав до вас, госпожо. Голем поздрав и до вас сега. Ало? Ве слушаме, повелете. Видите, Преспанскиот договор според мене е само продолжение на Букурештскиот договор, кога што се делеше територијата на Македонија, целокупна Македонија, Вардарска, Егејска, Пиринска, кога се делеше меѓу балканските држави. Ова е само продолжение на тој договор. Но што се случи? Границата меѓу Македонија и Грција ја нацрта Пашич, српскиот тој таму маршал, генерал што беше. И то Соленир ја нацрта. Него болеше дека околу македонските езера живее еден ист народ. Значи, денешнава граница е од србите со грците договорена. Ваква да биде. И денеска бизарна работа е србоманите македонски да се борат за ова Македонија што е. Нека размислат малце што се случи со Букурештскиот договор, каде што живееше славянско население во Егејска, Пиринска и Вардарска Македонија, кое население беше близко до българскиот народ. Ова граница сега е резултат на српско-грчкиот договор и така натака. Благодарам и пријатно. Големо благодарам и вам за учеството. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. До кој бугарски народ близко од границата да натримо било до бугарскиот народ, бугарофилите, кои сме ние бугари, ние сме срби, ние сме се сме, само не сме македонци. Како не се сраме да вика до бугари, бугарски народ бил? Затоа ли прилипна Македонија одидеа у пустиш да тражат македонци тамо да се пишат, за да се зголеме бугарското население срамот. Многу имаме ние, од тоа не бива нас, кои се под пароли на СДСМ ги бранат секогаш, вака било, онака било. Зашто се криеше тој договор Преспа, кога го подпишува Никола Димитров и тај од Муртино, што ние продаде државата секаде, само не остави македонци. Зашто уличните карти не пишува македонец, ако пишува албанец, турчин, ром, а на македонец граѓанин на Македонија. Со кое право? Треба никој пат да ни излезе од затвор, тој знаеш, што ни направи. Биле сме сега обезбедени. Ајде кажете ми според вас, дали сте задоволни од она што го донесе договорот од Преспа? Не, ништо не сме задоволни. Негират го македонското население. Ако не било македонско, Егејска Македонија, зашто ги избришаа имињата македонски на градовите и на селата грците? То не е нивно. Затоа ги брише имињата на селата и на градовите у Егејска Македонија. Срамота. Пријатно. Благодарам. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден. Јас секако ќе ве охрабрам и потсетам дека можете да учествувате во Црвена линија, се разбира, ако не успеете да се вклучите и преку коментари и споделување на социјалните медиуми. Добар ден. Добар ден, Македонија. Господине Тале, дали договорот од Преспа ги исполни очекувањата? Веќе одговорам на тоа прашање на овој начин. Во една анкета, еден достоен човек, албанец во Македонија, рече вака: им се чудам на македонците како прифати да му се менува свето име Македонија.
Јас вика, ниту влакно од својата глава не би сакал да ми се смени, а живе во наша Македонија. Достоинствен човек. Таквите луѓе ги респектирам. Дали се срби, дали се македонци, дали се албанци, грци, но кои не се фашизоидни кон нас. Сега, ај споредете со него ови од ДСДС. Тие знаме БРМ, северна, јужна, албанизација, бугаризација, се прашувам кај му е крајот. Дали би прифатиле да речеме утре и да речи Грција или Бугарија, некој друг да речи сите македонци во гасни комори. Услов да влеземе во Европска унија. Дали тоа би го овие ДСДС прифатиле да влеземе нали како нали газда имаш јаже или да си носи од дома. Такви се тие. Реков албанец вика како менуват име Македонија, свето име Македонија, а јас албанец во Македонија влакно не би сменил. Тоа ти е разликата. СДС одродени во се, немат ништо чувство за македонско, а македонци наши млади на 18-20 години гинеле, животи давале и Благодарам за одговорите. Добар ден. Добар ден. Сум на линија? Да, повелете, ве слушаме. Благодарам. Па вака, прво, тешко е, болно е, што морам нешто се вика да го прифатиме овој договор. Меѓутоа, ако сакаме да бидеме дел од таа НАТО, ние сакале и нечеле мораме да прифатиме нешто. Меѓутоа, секојаш кога се преговара, договара, значи мора секој по нешто да отстапи и секако едната и другата страна е на штета, значи и али на сметка НАТО треба да се реши тој проблем. Меѓутоа сега тоа е веќе завршена работа, треба да се оди на тоа да можеме да влеземе и во Европската заедница. Меѓутоа за тоа толку. Сега ќе ги прашам сите овие кои се толку ратоборни. Ние имаме 3 дела од Македонија: Егејски, Пирински и Вардарски дел. И нешто малце во Албанија. Ајде нека се организира кога се толку силни, толку се јаки. Дај нека преговарат. Пиринска да ја донесеме со нас, Егејска да биде со нас. Но не да се удираат во гради дека се тоа што е направено не чини за ништо, требало значи да не се подпише договор, да се анулира и слично. Меѓутоа, најлесно е тоа што е готово да го срушиш и да го нема. Значи, а за сметка на тоа, фактички, реков во стартот, болно е, тешко е, не ми е драго што сме северно Македонија. Дали ги исполни очекувањата договорот? За мене се исполнети очекувањата, затоа што тоа беше единствен услов за да можеме да бидеме тоа што сме. Благодарам за одговорите. Одиме понатаму. Добар ден. Добар ден, Тина. Поздрав и до вас. Благодарам. Ги исполнили очекувањата през Панскиот договор, според вас? Па, ги исполни очекувањата. Они не вложуваат многу во Македонија дека знаат дека клептократна влада, која да дојде власт, дали СДС, дали ВМРО, клептократни. Тоа значи власта краде, а се покажа тоа дека е точно. И човекот пред мене што збореше, го слушам стално е реален. И се гледа дека работи за народот и за државата, а не е партиски. Тоа многу ми се допаѓа така кога ги гледа, се гледа од реален аспект. И убаво кажа, ако можат да ајде нека променат. Еве сега се на власт. Сега се на власт, нека променат. Нека променат. Што сакаат? Американците им кажуваат, со прст им кажуваат, еве овие ви крадат, овој градоначалник ви краде, овој градоначалник. Даваат аргументи во урбанизмот, овој ти краде. Овие си чутат ништо, еве ги ден денеска се градоначалници. А уште колку луѓе го покажа американците прстот, таа црна листа, па ништо си чутат. Па што сакаме оние македонци? Не ја знам што сакаме. Више, овакво, не знам, никој човек не знае што сакаме македонци. Но она што сакаме се разбира да ве има во црвена линија и големо благодарам се разбира и вам за учеството во ова денешно издание. Да видиме останатите гледачи што ќе кажат. Добар ден. А како и да е, времето на ова издание на црвена линија дојде до моментот кога треба заедно да ги
погледнеме рекламите, продолжете и понатаму анкетното прашање активно на Инстаграм, дали сте задоволни од она што ни го донесе договорот од Преспа. По рекламите ќе ги соопштиме и резултатите. Ајде сега и полека ги погледнеме и резултатите од Instagram Story анкетата. А сега ќе ве потсетам да не заборавите да не заследите и на Facebook, се разбира и на платформата X, како и задолжително на Instagram. Па да видиме како одговорија на денешната анкета нашите инстаграмџи. Само момент. Малку, знаете кога е со техника како е. Меѓу другото и да ве подготвам, значи не се оддалечувате премногу од Тилма, ќе ви кажам и зошто. На прашањето дали сте задоволни од бенефитите што ни ги донесе Преспанскиот договор, со да одговорија, дали може да покажеме на гледачите? Добро, со да одговорија 20%, а со не одговорија 80%. Како и да е овде сме секако благодарни што бевте дел од ова издание на Црвена линија и не заборавајте, се разбира, да останете на фреквенцијата на Телма телевизија, особено сите вие кои што сте редовни од членови од семејството на Црвена линија, бидејќи во продолжение одиме со заврти на Телма, а денес ќе се доделува микропечка, онака како што е секој понеделник.